Почитувана председателке, почитувана министерке, почитувани колеги пратеници. Министерката во своето воведно обраќање многу добро ги објасни причините, односно самата потреба од измена на Законот за царинските тарифи. Преку Законот за царинските тарифи, всушност државата врши контрола на може да го прилагоди увозот на стоки кои што поминуваат преку граница, може да го поттикне извозот за одредени производи, меѓу другото може да го поттикне и самото производство, зголемување на производството преку увозот на репроматеријали во државата, меѓутоа преку царинските тарифи исто така може многу добро и ефикасно да се контролира и сивата економија во државата. Анализирајќи ги овие царинските тарифи, кога веќе се врши намалување на одредени ставки, односно на одреден процент од зафаќањето кое што се врши при увозот на стоките преку овие царински тарифи, ние извршивме анализа како политичка партија во однос на овој царински тарифник и увидовме еден проблем кој што до нас се обраќа голем број на граѓани, а тоа е дека при увозот во Република Македонија пурите како производи се најскапи во регионот, меѓу други се најскапи во Европа, да не зборам дека се најскапи во, да речеме, во најголемиот број држави во светот. Например, ако во Соединетите Американски држави една пура кошта $2 до $3, кај нас е повеќекратно поскапо. Зошто го зборуваме ова? Не го зборуваме од причина дека ние сега сакаме да ги застапуваме правата, не знам, за оние луѓе кои што пужат пури или слично, туку од чисто економска природа. Зошто од економска природа? Дозволено е согласно законот во Република Македонија да можете да увезете одредена количина за сопствена употреба. Тоа се 50 пури на увоз. Дополнително, видовме пред неколку дена дека царината заплени нелегален увоз на пури, над 3000 пури нелегален увоз на пури фати државата, односно царинската управа. Што се случува? Значи, сивата економија во овој дел навистина функционира и действува. А ако во Република Македонија има околу 3000 активни пушачи на пури, тоа се отприлика околу 3000 пури дневно, 90.000 пури месечно или над 1 милион пури годишно. Ако ги погледнеме доходот кој што врз основа на царински такси се заплаќа, дали е тоа преку царинскиот тарифник, дали е преку наплата на акцизна стока, дали е преку ДДВ-то и слично, ќе видиме дека тие пари не се слеваат во буџетот на Република Македонија. Нашите анализи кажуваат дека со намалувањето на царинската тарифа и интервенцијата преку овој амандман кој што како политичка партија го поддржуваме и го поднесуваме како пратеници на Социјалистичката партија, ќе всушност ќе направиме една состојба пурите да се купуваат на домашниот пазар. Со самото тоа би се отприлика нашите прогнози се дека околу 2 милиона евра дополнително ќе се слеат во буџетот на Република Македонија. И зошто тоа не би го направиле доколку тоа е во интерес на државата. Секако нашите граѓани кои што се уживатели на пури ги купуваат тие пури надвор државата, бидејќи се многу поевтини на надворешниот пазар, или гледаме дека со самото тоа што и самата царина го кажува, дека веќе имаме нелегален внес на пури во државата, односно цвета сивата економија. Зошто тоа во овој контекст кога веќе отвараме царинскиот тарифник и веќе вршиме намалување на одредени ставки, да не ги намалиме и тука. И сметаме дека ова го правиме од чиста економска логика. Јас лично не сум пушач и не сум уживател, меѓутоа имаме наши граѓани пушачи и уживатели и сметам дека на овој начин не само што на нив ќе им се олесни работата, туку е во интерес и на самата држава. И тоа затоа и постои овој царински тарифник преку кој што ние би требало на оваков начин да интервенираме. Затоа сметам дека ваквиот амандман треба да го поддржиме од чисто економска природа. Благодарам.